Едниот од нив неодамна патувал во Грција, а за вториот нема информации дека бил надвор од државата, што ја отвора можноста да бил заразен во земјата. Клиниката има препораки до граѓаните за заштита од убади од комарци и со тоа заштита од ширење на овој вирус. Два случаи на западно-нилска треска се потврдени кај пациенти сместени на инфективната клиника во Скопје. Биле хоспитализирани по каснување од комарец. Еден од пациентите кажал дека пред неколку денови се вратил од Грција, додека другиот не пријавил патување надвор од државата. Едниот пациент е 57 годишен, кој пред да му се појават симптомите, 2-3 дена претhodно патувал од Грција, што постои веројатноста да е таму каснат од комарец, а додека за другиот пациент немаме позитивна епидемиолошка анкета. Пациентот е 68 годишен од Скопје и не патувал никаде. Двајцата пациенти според лекарите во моментов се во стабилна состојба. Инаку западно-нилската треска е вирусно заболување кое се пренесува преку убот од инфициран комарец. Најголем дел од инфицираните лица немаат симптоми или имаат лесна клиничка слика, додека кај мал број пациенти, особено кај повозрасни лица и лица со ослабен имунитет, може да развијат потешки невролошки компликации. Сите граѓани кои по убот од комарец ќе развијат висока температура, силна главоболка, вкочанетост на врат, нарушена свест или било кој од другите невролошки симптоми, треба веднаш да побарат медицинска помош. Но не значи дека секоја главоболка и секоја температура би насочило дека иде во прилог на западно-нилска треска. Како заштита, лекарите препорачуваат носење долги ракави во попладневните часови, употреба на заштитни средства, но и поставување заштитни мрежи на прозорците. Првиот случај на западно-нилска треска во земјава беше регистриран во мај кај 55 годишен велешанец. Грција пак според Европскиот центар за превенција и контрола на болести досега не пријавила случај на заболени со западно-нилска треска. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Саботна средба во Собранието за преговори околу новиот изборен законник, повторно без договор, преговорите се очекува да продолжат од понеделник. Нема договор за изборниот законник. На денешната координација во Собранието Левица соопштила дека не отстапува од барањето за една изборна единица. Со тоа процесот се враќа назад, на точка од пред преговорите во Министерството за правда. Во делот на гласањето на диаспората, пратениците од ВМРО ДПМН дале нов предлог. Наместо електронски, македонските државјани кои живеат во странство да гласаат поштенски. Ако електронското гласање за некого може би представува се уште неразработен начин на изјаснување, на диаспората го понудивме гласањето по пошта како многу често применет начин на гласање на иселениците, кој што е употребен во 15 земји членки на Европската унија и во други земји во соседството и други земји членки на НАТО како Соединетите американски држави и Канада. Од страна на Социјалдемократскиот сојуз беше кажано дека им треба одредено време да изградат став по однос на овој предлог. Истото беше потенцирано од страна на ДУИ. Алијанса на села го поддржува предлогот, но оттаму бараат право на глас диаспората да добие и за локалните избори. Затоа што се граѓани на оваа држава, ние сме должни како институции да најдеме начин да ги улесниме, да ја улесниме процедурата и начинот на нивно гласање. Ако тие граѓани денот на гласањето доаѓаат тука со авион, со автобус или со нивни кола, они имаат право да гласат, нели? Не се оспорува нивното право. Значи, тука се работи за изнаоѓање на модалитети како да се улесни нивното гласање. Пратеникот Борислав Крмов од Левица не сакаше да даде изјава по координацијата. Но претходно Амар Мециновиќ на пресконференција обвини дека изборниот законник е блокиран од, како што вели, партиите на олигархијата со цел да и се наштети на Левица. 30 години партиите ви ветуваат една изборна единица, нема ништо од тоа. Не се нагласува, не се наговестува. Од оваа констелација на парламентарниот состав моментално, при воведување на една изборна единица, сите партии имаат да изгубат, освен Левица. Сите партии го компрометираат процесот за носење на една изборна единица.
30 години ВМРО, ДПМН и СДСМ ги кројат правилата на играта за да им одговара нив. Затоа и сега електронското гласање на диаспората беше заговор и зицер кој ВМРО ДПМН им го даде на СДСМ за да го оправда нивното блокирање. Изборниот законник е еден од 10 реформски закони кои треба да бидат донесени до половина од месецот и единствена реформа која државата не успеа да ја спроведе. Владеачкото мнозинство нема да брза и да го носи по секоја цена. Ние не би сакале изборниот законник, немаме намера да го туркаме на сила, да му ставаме европски знаменца или да игнорираме поднесени 10 или 15 илјади амандмани. Сакаме изборниот законник да биде резултат на широк консензус и политичка волја. Ако некои политички опции, како во моментов Левица и СДСМ, ценат дека има повеќе причини да го блокираат овој изборен законник, наместо да најдат компромисен јазик за заедно да го поддржиме, останува јавноста да процени кои се нивните вистински намери. Нова координација е можна уште следната недела, но прво ќе се чека СДСМ и ДУИ да изградат став по предлогот на ВМРО ДПМН за гласање на диаспората по пошта. Даниел Василев, Сител телевизија. По 2 години владење, ВМРО ДПМН се уште ужива највисока поддршка од граѓаните, покажува денес објавената анкета на МКДМК. Втора партија според доверба е СДСМ, но според ова истражување на јавното мислење, нивната поддршка е 4 пати пониска. Мицкоски вели дека и натаму предвремените избори не се намасан, СДСМ пак вели дека нарачаните анкети се објавуваат во време на паника поради лошите политики. И по 2 години на власт, ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски имаат најголема доверба кај граѓаните, покажува најновата анкета на Market Vision за МКДМК. На прашањето за која политичка партија ќе гласате на наредните избори, 20,5% од граѓаните одговориле за ВМРО ДПМН, за СДСМ 6,2%, за ДУИ 5%, за Вреди 4,4%, за Левица 2,9% и за Знам 1,5% од граѓаните. Сепак и ова анкета ја покажува ниската желба кај граѓаните да излезат на избори, па секој трет граѓанин одговорил дека нема да гласа. Кај лидерските рейтинзи најголема доверба кај граѓаните има премиерот Мицкоски со 23,3%, зад него е Али Ахмети со доверба од 5,5%, трет на листата е Венко Филипче со доверба од 5,1%, пошто следуваат Изет Меджити и Димитар Апасиев со по 4% и Билјалка Сами и Максим Димитриевски со 2,5% доверба. Но најголем број од граѓаните или над 42% немаат доверба во ниту еден политичар. Платите, пензиите, невработеноста и растот на цените се најголемиот проблем со кој се соочуваат македонските граѓани, а на второ место се повторно криминалот и корупцијата. Над 50% или секој втор граѓанин не е задоволен од работата на јавното обвинителство, а над 35% од граѓаните не гледаат разлика во работата на новиот јавен обвинител од претходниот. Огромно мнозинство граѓани, над 80%, ја поддржуваат идејата Македонија да влезе во Европската унија со статус земја наблюдувач без право на вето. Дали овие бројки можат да потигнат и предвремени избори? Премиерот Мицкоски вели дека целта останува целосен мандат, но ВМРО ДПМН се подготвени за предвремено соочување во секое време. Данас останува стратешка цел да го доиспорачаме она кое што сме се обврзале пред граѓаните, вакви објекти, да санираме последици од минатите децении катастрофа која што се случувала во држава. Инаку ние се целиме кон полн мандат, односно кон 4 години. Сега, доколку има политички сили и мнозинство во парламентот, ВМРО ДПМН е подготвен да излезе на избори во секое време. Се мириса на предвремени избори, пак велат од СДСМ. Нарачана анкета во време на паника. Мицкоски и ВМРО немаат одговори за економската катастрофа. Нема одговори за тешкиот живот на граѓаните. Нема пари во буџетот. Нема пари ниту за пензии, затоа анкета. Мицкоски насила ја укина техничката влада. Сега насила се обидува да протурка изборен закон кој отвара можност за кражба на гласови. Се мириса на предвремени избори. Сака да го продолжи мандатот затоа што не му суди на факултет. Таму нема приватни авиони за патување на море, стои во писмената реакција на СДСМ. Истражувањето е спроведено во периодот од 10 до 27 јуни на репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Разговори за еднината во 12:05, дебата за опозицијско будење или нова линија на подолба во СДСМ. Во тема на денот во 19 часот за ова зборував со поранишниот висок функционер на СДСМ Игор Ивановски, кој е еден од предводниците на новата платформа. Вели дека нема план за формирање на нова политичка партија, ниту делба на СДСМ, но остро го критикува раководството предводено од Филипче.
Гледаме дел од овој разговор. Се повеќе гледаме дека очигледно се тоа на кое што јавноста го знае, го говори. А тоа е дека постои еден подземен, под маса, договор помеѓу група и поединци во СДСМ за сметка на СДСМ и се злоупотребува партијата за лични поранешни интереси, ќе бидам директен, за слобода, очигледно постои. Тој договор е со власта. И затоа имаме вакви абсурдни ситуации, да имаме нереално, фактички многу силна владеачка коалиција, која што неоправдано, според мене, има ваква поддршка, и виртуелна, фрагментирана, слаба опозиција. Ниту ми паѓа на памет, ниту имам намера да наштетам, ниту да работам за формирање на нова политичка партија, ниту заедно со моите колеги и колешки, ниту пак за било кои слични алтернативи кои што може да призвучат на таков характер. Не. Тоа го кажавме неколку пати, сега директно вас и за целата македонска јавност, пред се за членовите на СДСМ, тоа го и симпатизерите го кажувам, бидејќи тоа е клучниот момент. Сега треба да се помогне на невистинскиот начин, да си релевантно. Стравувате дека е можно да ве исклучат од партијата, вас, или имаше веќе најава дека дека претедничката мене или останатите? Славјанка Петровска? Или Славјанка или останатите? Ќе биде ревидирано во текот на неделата која што следува. Подготвени бевте дека може да дојде и до тоа да го изгубите членството во партијата? Од нив не. Јас сум член на СДСМ од 94 година и тоа ќе останам до крајот на животот. Тоа не може да го направат луѓе или човек кој што не е асоциација, ниту е дел од историјата на СДСМ. Но, она за што е уште пострашно, и сакам прв пат и последен пат да пратам јавно предупредување, да прекинат со дискредитациите и живувањето или сериозните конструкции што ги прават према луѓето на таа маса, на дел од луѓето на таа маса и нивните семејства. Златни градовски денови, втор ден на агендата забавна музичка програма. Дали започна настанот и каква е атмосферата, го вклучуваме повторно Александар Динев. Александар, зад тебе веќе можам да видам дека во Кратово е весел. Така е, Цаци, добро вечер од разиграно и распеено Кратово, втора фестивалска вечер на Златни денови Кратово 2026. Како што можат да забележат и гледачите, атмосферата пополека се загрева, значи се зголемува и бројот на присутни овде на градскиот плоштад во Кратово, а што не очекува цела вечер во наредните 5-6 часа и во овие вести ќе ни каже нашата колешка Лила Филиповска. Лила, добро вечер. Зошто вечерва сите треба да бидеме во Кратово? Колега Динев, добро вечер. Ти ми дозволиш Цаци да ја поздравам, Цаци здраво и нашите гледачи. Да ја поканиме. Па мислам дека она веќе треба да тргне навака. Добра. Да, зошто треба да дојдат? Мислиш дека не се тргнати? 100% се тргнати сите. Има време се уште, затоа што ќе има забава до 2 пополнот. И до рани тутински часови. Диджео до Сабајле ќе пушта музика, само нека дојдат. Тоа е дополнителна информација. Ова е втора фестивалска вечер, всушност вечер во која што повторно, за истата причина. Забава, убава енергија, дружење и многу љубов. Среќни лица, затоа сум во црвено облечена за радост, нели да потсетува на радост. Динев, синоќ јас си поминавме феноменално, јас си сме одмори малку? Да, цел ден сум одмарала. Јадев, да не се секираш, пастремајлија. Пастрамајка се вика на кратовски правил. На кратовски, нека биде и така, во Кратис нормално. Сакам да кажам дека се одморив и сум навистина подготвена. Зошто сум подготвена? Еве, Лили Гитар Шоу веќе ги забавува, ги загрева нашите гледачи овде. Пе хитови на Тоше цела вечер, секоја чест. После неа веќе е подготвен, се видовме со Зио Валентино, човекот кој што ја одбележа неговата група, фактички нивните песни Мојата рана младост. Нема песна што не му ја знам. Едва чекам да почне. Потоа за најмладите како мене и како тебе, уште еден, Young Daddy, и на крајот, нели, пред диџејот кој што ќе биде до рани тутински часови, ќе бидат кралевите на научната журка, тоа се Амадеус Бенд. Сите се тука, сите јадеа, сите беа задоволни колку е се вкусно и колку е убаво пријатно времето вечерва. Тоа го скоментиравме јас и ти. Така е. Не ни треба клима овде,
Премиото е феноменално, така што ние нудиме само треба да дојдат и да се забавуваат, ништо повеќе. Идеални временски услови, гледаме дека веќе луѓето се зголемува бројот на Река од луѓе, да. Да, има и километарски колони на автомобили кои се паркираат од страна, супер полициски организиран е настанот, се поминува мирно. Еве уште една покана до сите кои се подразмислуваат, забава до раните утрински часови, забавна програма. Многу забава. Повелете сите во Кратово, 8 издание на Златни денови Кратово, втора фестивалска вечер. Дојдете да се забавуваме. Убава вечер. Чао, Цаци, чао. Цаци, покана и до тебе, завршуваш со вестите и тргнувај наваму на кај Кратово да се забавуваме и ние малку. Александар, ти благодарам и на Лила, секогаш безпрекорна домакинка на овој добар, одличен настан. Час и 26 минути имам од телевизијата до Кратово, што не е воопшто многу. Се гледаме за кратко. Ви благодарам за известувањето и за убавата покана до нашите гледачи да учествуваат да бидат дел од овој настан. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето